Како што веќе напоменав при самиот почеток на нашата денешна емисија, во нашето студио е доктор Стефан Јаковски, натуропат, лиценциран фитнес тренер и нутриционист. Многу титули, јас навистина би сакала да се представите на оние кои што не ве познаваат. Кои сте вие, со што се занимавате и какво е вашето образование? Здраво, јас сум Стефан Јаковски. Завршив медицина во Македонија и понатаму продолжив да се усовршувам во одделот на натуропатија и во исто време бев и атлет, така да повеќе работи се измешани заедно. Сето тоа потекнато од мојата желба за желбата за истражување на човечката физиологија и нејзината практичка примена, како да постигнеме едно совршено здравје и квалитетен живот. Повеќе работи се испреплетени затоа има и толку титули. Едната е медицинскиот факултет, другата е тоа што специализирав нутриционизам и сум тренер-специјалист во превод, значи фитнес тренер, но незадоволен од одговорите на класичната медицина, продолжив да се усовршувам во натуропатската медицина и холистичка медицина, што на кратко значи дека проблемите во човечкото тело се решаваат како со согледување на телото како еден огромен систем и начинот на решавање на проблемите е природен. Значи му се дава поддршка на телото како само да се избори со огромен број на болести во кои класичната медицина нема одговор. Вие сте и македонски шампион во бодибилдинг. Кажете ни нешто повеќе околу тоа. Да, јас сум повеќекратен шампион на Македонија во бодибилдинг и два пати ја представав Македонија на светски шампионат во Бахрейн и во Мароко 2008 и 2013 година. Одлично. Се надевам дека многу од нашите гледачи, како и многу мои пријателки, имаме проблем за после празниците. После Нова година сите ставаат некој килца повеќе, имаме проблем како тоа да се врати во нормала, како што сме биле пред празниците. Многу често сум видела на Facebook и на социјални мрежи дека се препорачуваат водени исхрани, да ослабиш 5 килограми за 5 дена, некои магични таблети и слично. Што мислите вие околу тоа? Дали е тоа добар начин за слабење и што за вас е добар начин на слабење? Прво, моите клиенти и јас сите ги советувам дека треба да се внимава преку целата година што и како се јаде, а за празниците може да се опуштиме. Проблемот не се празниците, и јас знам да се опуштам празниците и да јадам нешто што вообичаено не го јадам, но ако 90% од годината се грижиме за тоа како се храниме и што правиме, дали спортуваме, празниците нема представуваат никаков проблем. Не се согласувам дека треба да користиме така наречени краш диети, како што се слабење многу брзо. Стално препорачувам дека треба да се слабее здраво и полека. Од 2 до 4 килограми месечно, никако повеќе од тоа, на здрав начин, со многу храна, без гладување и со цел да се подобри здравјето заедно со фигурата. Не само фигурата да претрпи промени, туку и здравјето. Што е тоа натуропат? Објасните ни нешто повеќе за тоа. Натуропат е доктор кој со природни средства наоѓа решение на огромен број на болести, поготово модерните болести. Кои модерни болести? Па, например, би направил некој од нив. Тоа се сите хронични болести. Например, би набрал тука артритис, остеопороза, покачен шеќер, диабетес, покачен холестерол, триглицериди, хормонални дисбаланси, неможност да се забремени, неможност да се донесе бременоста до породување. Сите проблеми што се случуваат хронично
натуропатите знаат да ги решат на природен начин, но оној начин на кој природата не створила и замислила тоа да биде. Во Македонија вие бевте многу популарен со многу бројни излегувања за тоа дека вие го знаете леко, да речеме, за проблеми со рбетниот столб. За тоа сте многу популарен, па ајде кажете ни за луѓето во Канада што не знаат за тоа, што е тајната во овој проблем? Па нема некоја голема тајна. Моите познавања од медицина, споени се со моите познавања од спорт, доведоа до решенија кои се прости, но ефективни во функционалните проблеми со рбетот. Сите проблеми со рбетот настануваат од недоволна физичка активност, поготово одреден тип на физичка активност. Не збориме тука за обично пешачење, туку на специфичен вид на користење на мускулите на грбот, поради кои тие атрофираат, всушност се намалуваат, и намалувањето на мускулите, поготово се мисли на нивната густина, остава простор за рбетот да ја излегува од онаа нормална линија која би требало да ја има. Со решавање на овој проблем, со повторно згуснување на мускулната маса околу рбетниот столб, проблемите исчезнуваат. Значи, решението не е нешто многу екстравагантно, но е ефективно и Треба да се знае правиот човек. Верувам дека има неколку специјалисти како мене во светот кои мора да имаат позаднина и од спортот и од медицината, затоа што медицината, класичната медицина не наоѓа решение на проблемите од ваквиот вид. Единствените решенија ги прави со операција, со носење на некои корсети кои и не се решение, туку се само привремен начин на пробување нешто да се подобри. Освен што сте специјалист за рбетни проблеми, сте одржували многу бројни семинари за хронични болести како холестерол, триглицериди, претходно вие што ги напоменавте. Кажете ни некој пример за тоа. Како пример може да наведам покачениот холестерол. Во класичната медицина тоа терапијата е одреден вид на апчиња кои се наречени статини. И луѓе тоа сигурно не го знаат. Тие прават воспалување во црниот дроб кој го создава холестеролот и така го намалуваат количеството на холестерол. И од еден проблем прават два. Воспалениот црн дроб понатаму ќе појави други проблеми, ќе се одрази поинаку. Може да настане цироза и одреден друг број компликации. Тоа порано го пишуваше во упатствата за статини, но сега веќе не го пишува. Ова натуропатите како мене го решаваат на вистинскиот начин. Значи, покачениот холестерол е резултат на иритација на епителот во артериите. Иритацијата ја создаваат слободни радикали кои пак може да имаат потекло од различни работи. Ќе ги споменам тука како пушењето, неправилната исхрана во која спаѓа користење на погрешни масти во исхраната, например глутен, покачен крвен притисок, неколку фактори се кои може да ги иритираат крвните садови, во овој случај артериите. Отстранувањето на овие причинители, како и суплементацијата со антиоксиданти, му овозможуваат на телото да ги неутрализира слободните радикали и да ги те отстрани причината на воспалението. И така се оттргнува вистинската причина за настанување на покачен холестерол и се спречуваат понатамошни компликации. Ова навистина е огромна тема за дискусија, мислам дека ќе ни треба многу време. Самиот крај ве молам, кажете ни каде можат нашите гледачи да ве најдат? Каде е вашата локација и вашиот контакт, што користите најмногу? Локацијски се наоѓам во Мисисага. Мојот телефонски број на кој може да ме добијат е 647-673-4610. Или може да ми пишат на мејл
Мејлот е fitflowhealthclub@gmail.com или пак може на Facebook страниците доктор Стефан Јаковски и FitFlow, кои се сепак и двете ќе доведат контакт до мене. Одлично. Ви благодарам што гостувавте во нашата емисија. Се надевам дека повторно ќе бидете наш гостин. А јас, драги гледачи, да напоменам дека пред да ги практикувате овие претходно наведени совети, ве замолуваме да посетите, односно да добиете совет од некој ваш health professional. Ви благодарам за вниманието.